70-годишниот Благе Трајчев е последниот жител на некогаш познатото и индустријски важно село Богословец. Тоа е местото каде имало 4 големи фирми, а во најдобрите денови 1283 жители, 100 деца и илјадници грла добиток. Убавите времења беа 60 од 60-те години до 70-та година, значи убави времења беа у село Богословец, а 4 фирми беа до 63-та, 64-та година. Фирмите Азбест, рудникот, Изолтерма сега БИМ, Картотекс и Изолтерма. Кога се тргна на опоку за Богословец, селото кое го носи името на светецот Свети Јован Благослов? Тоа е 63-та година. 63-та година, а Богословец беше рај овде, во селото, и почна назад да иде. Што беше пресудно за тоа? Пресудно беше фирмите што се затворија. Зашто? Па да кажа пред малку дека политички се развиваше многу. Селото требаше да се иселе доле ниското, во Овчеполието. Доваѓаа тука тогаш преседатели, сега градоначалници, доваѓаа за... А татко ми беше селски одборник и како дете јас, значи, седам и слушам мобето. Вика, мора да ги убедеш како тоа време кмет, не одборници или... И му вика, мора да ги убедеш. Ја не можам само 5 фамилии да убедам. А вие сте председател, можете сите да ги убедете. Лошите денови ги иселија едно по едно сите семејства, но не и Благе, кој сведочеше за сите раздолби. Вие останавте со сопругата и гледавте како селото се празни. Точно е тоа. Мене ми желба беше тука. Татко ми и мајка ми тука седеа и продолжи и јас и жената исто да седеме до крај тука. Али, еве, испадна некои непредвидени времиња, жената почина и јас продолжи сам. Животот во град ги однеси и неговите деца, а пред 4 години починала неговата сопруга, пошто тој останува сам во Богословец. Колку веќе години сте сам тука? Па од 2018 година сум јас сам тука. Со што се занимава и како му минува денот на трудолюбивиот и питом Благе? Како ви поминува еден ден? Па мене ми поминуе добро. И со што се занимава? Па имам животинки, нешто, кокошки, свинчиња, овцички, нешто и така поминуваме. Имам бавчичка тука и се заминувам. Секој ден си тука наваѓам работа. Сето ова, неговиот ден во родното село го прават исполнет, но дали Благе некогаш помислувал дека ќе биде последниот жител? Никад не сам помислил да останам сам, али еве дојде времето сам и мене ми е добро. Благе го живее животот едноставно, не му недостасува ништо. За себе вели дека е среќен, но со една мисла која што постојано го следи. Се уште размислувате за таа причина зашто селото остана празно? Па остана највише заради фирмите, сите беа вработени во фирмите и се одлучија да одат во град. Дали во миговите кога размислува, заклучил зошто тоа му се случи на неговото село? Точно е тоа. Не можам, јас сум навикнат овде, на чист воздух, тамо галама, не можам да поднасам. Сепак, кога ќе му се стегне душата, тој оди во Свети Николе на гости кај децата. Но таму најмногу може да издржи неколку часа или само една вечер. А тука како? Тука ми е мирно, добро ми е на душата и со срце тука сакам да живеам. Благе видел многу места во животот, но Богословец не го менува за ниту едно, а до крајот на животот е залюбен во него и не може поинаку да живее. Ви го менувале ли Богословец? Никад. Злато да ми дават не би го минувал. Но, во неговите очи има искрена надеж, дека селото може пак да се роди и да заживее. Има надеж. Само проблемот е патот. Патот ако се направи, надеж има. Богословец е овоа трети пат исто како што е сега. Значи, се иселувало
до ни еден човек не е имало, ни еден човек и па оживее селото. Исто и сега надевам се дека истото ќе се случи тоа. Нашиот соговорник за ништо не го менува својот став, ниту богословец, и вели дека тука ќе остане се додека му гледаат очите.